Ново мултифункционално возило ќе набави јавното претпријатие ИСР за сопствените потреби, со што дополнително ќе се подобрат и услугите кон самите граѓани. Како што вели директорот Александар Арсовски, претходната пракса покажала дека ова возило ќе биде од големо значење, а потребни се 4.500.000 денари. Станува збор за мултифункционално возило кое што како тип веќе го имаме и праксата, односно секојдневното негово користење и употреба покажува дека е возило кое што доколку се набави во голема мера ќе се подобрат условите пред се за работа на нашите работници и крајниот ефект на услугите кои што ќе ги испорачаме. Тоа е возило кое што ќе има со него нови приклучни додатоци, во замена за мал ровокопач ќе се користи за копање на оние поставување на водоводни и канализациони линии низ тесните сокачиња на градот и уште еден дел кој што ќе се користи за при поголеми врнежи од дожд или снег ќе може да се користи како собирање и одлагање на покрупен дел на земја, на песок, на чакал по улиците. Дополнително советниците денеска дадоа зелено светло за предвидување нови вработувања во ова јавно претпријатие. Станува збор за нови 110 вработувања. Арсовски дециден дека со ова претпријатието нема да биде во загуба. Има вкупно 191 вработен, од кои што административни службеници 43, даватели на услуги 113, а помошен технички персонални лица 35. Со новиот план за вработување се предвидени уште купно 110 работни позиции, од кои што 18 административни службеници, даватели на услуги 63 и помошно технички лица 29. И денес постои праксата, односно имаме лица ангажирани преку Агенција за привремени вработувања. Меѓутоа, уште еднаш ќе кажам, ова е само план за вработување, што не значи дека истите работни предвидени места дека ќе бидат во целост потполнети без разлика дали на определено или на неопределено работно време. Со помош на новите вработувања и новото мултифункционално возило, значително ќе се олесни работата на јавното претпријатие ИСР, а тоа значи значително подобрување на услугите кон граѓаните.